Пред 2 дена било украдено оружје од фабриката Еврокомпозит во Прилеп, која што не работи веќе 2 години, а неколку месеци објектите и магазините се оставени без никакво обезбедување на милост и немилост на криминалците. Од МВР не кажуваат како вид на оружје е украдено, а вработените велат дека се работи за золји и средства кои што се употребуваат против оклопни возила. Од вчера, после оваа кражба, полицијата повторно ја обезбедува фабриката. Ама ние немаме пристап до фирмата да видиме колку оружје се украдени. А за како вид оружје станува? Па се работи за некои зојли и некои посови. Значи тие се оружје од армијата. Ние сумњаме дека раководството влегува и тие ги прават тие кражби. Затоа што обични граѓани не знаат ни каде се тие магазини, ни како да се влези до таму. Се работи за зграда во која што е влезено на први спрат и на трети спрат, таму каде што беше оружјето. Да, во фабрикава има и оружје, муниција, репроматеријали, значи има огромни штети направено, а ако продолжава, ќе се направи комплетно уште поголема штета. Претходно беше украдена и трафостаницата, со што била направена штета од околу 300.000 евра. Во овој момент, некој и да сака, не може повеќе да пушти електрична енергија во фабриката. Ова фабрика повеќе не може да функционира. Значи, направена штета 200-300.000 евра, луѓето на црно што ги продаваат тие работи. Сега наново се направи трафостаницата, ќе кошта над 500-600.000 евра. Моментално во фабриката се останати 30 вработени, кои што немаат добиено плата веќе 2 години, а немаат ниту здравствено ниту пензиско осигурување. Работиме на црно, мораме да екзистираме некако. Да работиме за да одржуваме дома фамилијата и се. Здравствено осигурување? Немаме здравствено осигурување никако. Се молиме кај роднини, кај пријатели да пиша рецепти за да можеме ние да ги земаме лекоите, бидејќи на приватно знаете сите дека се скапи. Вработените бараат одговорност за ваквото уништување на државниот капитал и негрижата на институциите околу чувањето на објекти кои што се полни со оружје.